А да укинете награда која што ја добиле еден огромен број на извонредни уметници, апологети на македонската култура, од Ганек Тодоровски па натака. Ганек Тодоровски мислам дека е првиот добитник на наградата 23 октомври. Ево најмала рака скандалозно, но она што мене повеќе ме плаши е фактот што јас мислам дека ова е само првиот потек за комплетно укинување на оваа награда. Предпоставувам дека има нешто што не им се допаѓа во оваа награда, предпоставувам дека е тоа насловот, 23 октомври. Меѓутоа, се надевам дека оваа година ќе биде само исклучок и дека до година регуларно ќе се профункционира наградата 23 октомври. Оваа година ете за прв пат и Македонија нема свој представник на Оскарите. Кој е вашиот став околу ова прашање? За жал ќе морам да се повторувам. Зборот скандалозно веќе еднаш го употребив. Видете, она што мене повеќе од неупатувањето на еден македонски филм ме плаши, да речем, отколку самиот потек, нели? Фактот што некои луѓе кои што одлучуваат, предоставувам во Агенцијата за филм и во Министерството за култура, се дрзнуваат да се прават покомпетентни од луѓето во академијата која што го доделува Оскарот. Имено, ако знаете, процедурата за некој филм да биде кандидат за Оскар е отприлика следна. Филмот мора да биде снимен во тековната година, значи да биде нов филм, и колку што знам јас од регионот само Црнагора нема упатено филм кој што би бил кандидат за да добие Оскар, а потоа луѓето од академијата која што го доделува Оскарот одлучуваат кој филм ќе биде номиниран за да ја добие наградата. Така да мислам дека некои работи се малку одвеќе безобразни. Жалам, ама ако велиме дека светската филмска индустрија е лоцирана во Холивуд, не сум сигурен дека имаме доволен број на, ајде да не речем компетентни, меѓутоа доволен број на луѓе кои што би можеле да проценат дали некој филм е за наградата Оскар или не е за наградата Оскар, а згора на тоа мислам дека ние оваа година имавме два домашни филма кои што беа снимени кои што би можеле да бидат конкуренти за номинација за наградата Оскар, и мислам дека барем едниот, вториот за жал не сум го погледнал, сега наскоро ќе биде премиерата, е еден вака сосема солиден филм кој што навистина би можел без да се срамиме да ја представува нашата држава на таа веројатно, неверојатно, туку сигурно најголема светска манифестација која што се бави со филм. Господине Велјановски, за крај еден ваш коментар околу најавата дека ќе се преиспитува постоењето на музеот на македонската борба. Може да се потсетиме дека токму тоа е музеот кој што од година во година привлекува се поголем број домашни и странски туристи. Кој е вашиот став по оваа прашање? Многу е лесно да срушите нешто. Многу е тешко да изградите нешто. Она што музеот на револуционерната борба го направи во овие изминати 5, 6, 7 години од неговото основање е навистина за почит. Јас не знам зошто некои луѓе едноставно се срамат да признаат дека се македонци и дека македонците имаат своја собствена историја. Тоа е една да речем мој емоционално гледање на нештата. Она рационалното вели дека едноставно како држава, бидејќи тој музеј не само што е успешен дома. Тој музеј, мислам дека ако ги следите деновиве серија написи и интервјуа на директорот Светозаревиќ, е навистина на едно завидно европско ниво. Мислам дека во очите на другите ќе изгледаме како многу несериозни и кон нашето културно наследство, и кон тој музеј. И на крајот на криштата ќе бидеме многу несериозни кон сите оние кои што, бидејќи тој музеј е, освен во сочните фигури кои што се направени, нели, за тој музеј кои што ги представуваат ликовите на многу македонски борци за слобода, револуционери, партизани и така натаму, имаме луѓе кои што донирале од сопствените лични колекции
зачувани автентични работи и ги довериле на чување во тој музеј, и мислам дека тоа ќе биде еден потек без преседан, доколку некој се обиде да го затвори музејот на револуционерната борба. И најверојатно, сега да се вратиме на првото прашање, сето тоа е некако поврзано со тој 23 октомври, и не мислам дека е тоа вистинската насока во која што треба да се движиме.